Добро дојдовте. Ова се урбаните вести. Половина од работоспособните жени во Македонија се неактивни на пазарот на труд, а меѓу главните причини за нивната неплатена работа во домакинствата и грижата за децата и постарите лица. Тоа го покажува истражувањето презентирано на денешната конференција. Неплатена работа, родова нееднаквост и витувањето на економијата на нега и грижа. Во продолжение следуваат денешните настани. Општина Цинтар ќе гради нова спортска сала во градски парк. Во тек е 7-та ликовна колонија Љубанци 2017. Најдобрите 25 матуранти добија признанија и награди од градоначалникот Трајановски. Одбележан светскиот ден на крводарителството. На местото на сегашната спортска сала на кошаркарскиот клуб Работнички, општина Цинтар ќе гради нова спортска сала со капацитет од 3000 гледачи. Салата ќе биде изградена по сите светски стандарди и во неа ќе се одржуваат тренинзи и надпревари за кошарка, ракомет, одбојка, мал фудбал, боречки вештини и тенис. Конкурс за идејно решение за повеќе наменска спортска сала во градски парк со капацитет од 3000 гледачи. Денеска ќе распише градоначалникот на општина Цинтар Андреј Жерновски. Како што информираат од општина Цинтар, спортската сала ќе биде на местото на сегашната сала и по широкото опкружување и ќе се реализира по пат на јавно-приватно партнерство, а идејното решение ќе се избере на конкурс. Салата ќе биде дом на кошаркарскиот клуб Работнички, а како што информираат ќе биде изградена по сите светски стандарди и во неа ќе се одржуваат тренинзи и надпревари за кошарка, ракомет, одбојка, мал фудбал, боречки вештини и тенис. Ке располага со амбуланта за итна помош, фитнес центар, помошна сала, клубски простории и кабинети по физичко, простории за масажа и физиотерапија, перална, како и прес-центар, коментаторски кабини и соба за режија. Салата е предвидена да има 3 групации на соблекувални со тушеви и санитарии во склоп на соблекувалните, а за гледачите и посетителите ќе има фан-шопови, гардероби, ресторан, кафетерија и игротека. Надземниот паркинг ќе овозможува паркирање на минимум 3 автобуси и 1 камион, додека подземниот паркинг ќе биде со капацитет од 150 до 200 возила за потребите на спортистите. Претходно на парцела до салата беше предвидена изградба на 30-метарска катна гаража. Општина Цинтар го спречи градењето на гаражата и парцелата ќе ја пренамени за нова спортска сала. Најдобрите 25 матуранти добија признанија и награди од градоначалникот Трајановски. Ова е само најава, а прилогот ќе го видите малку подоцна. Во рамките на 7-та ликовна колонија Љубанци 2017 денеска се одржа детскиот ликовен ден на кој учествуваа 20 најталентирани деца од основните училишта во општината. Тие имаа можност денеска да се дружат со реномирани ликовни уметници, кои исто така се учесници на оваа ликовна колонија. Представници од општина Бутел денеска ја посетија 7-та ликовна колонија Љубанци 2017, која се одржува во основното училиште Гоце Делче во село Љубанци. Тие се сретнаа со 20 реномирани ликовни уметници што учествуваат на овогодинешната ликовна колонија, меѓу кои Данчо Ордев, Сашо Поповски, Новица Трајковски, Стефан Хаџиниколов, Драган Најденовски, Илија Богоевски, Владимир Лазовски, Христо Андреев, Орце Гогов, Харлан Пиеманчев и други. Во рамки на ликовната колонија се одржа и детскиот ликовен ден, на кој учествуваа 20 најталентирани ученици, представници од 7 основни училишта од општината, кои заедно твореа со реномираните уметници и ликовни педагози. Најубавите 3 детски цртежи ќе бидат наградени и изложени на ликовната изложба на делата создадени од оваа ликовна колонија. Ликовната колонија ни добива една поширока димензија, бидејќи на овој ден најталентираните дечиња од основните училишта на територијата на општина Бутел ги носиме овде во Љубанци и заедно со своите наставници, ликовни педагози, повозрасни, ако можам така да кажам, колеги, уметници, заедно творат и ги учат вештините на сликањето. Го прошируваме пријателството со ликовните педагози, со ликовните уметници од соседните земји. Значи, во досегашниве изданија имавме гости од Австралија, имавме гости од Бугарија, од соседна Србија. Значи, така е и годинава од неколку градови од Република Србија. Колегите кои се дојдени
од Македонија, од Србија, то се од Врање, од Ниш имаме, од Вишеград. Тие своите творби ги втемелија во мозаикот ликовен на Република Македонија. Творечката работа на младите ликовни творци од општината Бутел, кои се и едните продолжувачи на ова манифестација. Во име на колегите, кои, вака кој ќе ги погледнам, секој на свој начин има свое видување, ликовно, свој израз. Имаме сликари, декоративци, графичари, вајари и млади ликовни уметници. По четврти пат на ликовната колонија Љубанци 2017 учествуваат и повеќе автори од неколку градови од Србија, Белград, Врање и Ниш. Мита Ристиќ од Врање, кој прв пат учествува на оваа ликовна колонија, зборува за импресиите од организацијата и гостопримството. Па ево, пре свега да се захвалим ја организатору кој ме позвал и задоволство ми е да боравим. Пред се сакам да се заблагодарам на организаторите кои ме повика и задоволство ми е да престојувам во овој дел. Што се тиче Скопје, иначе Првпат сум на ова подрачје во Скопје, инаку сум престојувал во Кавадарци и Прилеп на ликовни колонии. Што се тиче ликовних колонија у Македонија. Желја ми е била да прикажем. Желбата ми беше да ги прикажам пейзажите од овој дел. То и радим. Седмата ликовна колонија Љубанци 2017 на која учествуваат 20 реномирани ликовни уметници од земјата и странство, почна со работа во саботата. Во текот на оваа колонија ќе бидат создадени околу 30 уметнички слики, главно со мотиви од старата љубанска архитектура и убавините на Скопска Црнагора. И годинава неколку уметници работат и скулптури во дрво. Организатор на ликовната колонија е општина Бутел, во соработка со Сдруженијето на ликовни педагози на град Скопје. Средствата се обезбедени од буџетот на општина Бутел, а основното училиште Гоце Делчев е задолжено за престојот на уметниците. Навистина е чест и задоволство да дружиш со ликовни уметници веќе 7 години, кои што се сместени токму во општинското основно училиште Гоце Делчев во село Љубанци, каде што ликовните уметници се сместени во интернатот, во просториите на интернатот на Гоце Делчев во училиштето. Тука се во целосен престој, значи со све храна, со техничкиот персонал кој што им помага, хигиенските услови. Исто така задоволство ми е што сликаат баш токму во ова место и во ова училиште што се одвива настанот тука во овој дел, бидејќи навистина гледката во Љубанци е многу убава. Крајот на учебната година градот Скопје го означи со доделување на признание на најдобрите матуранти, првенци во својата генерација. Покрај признанијата, најдобрите ученици добија и парични награди. Градоначалникот на град Скопје, Коце Тројановски, во рамки на манифестацијата средба меѓу првиот и најдобрите, на најдобрите 25 матуранти првенци на генерацијата 2016-2017 од 21 средно училиште, им додели признанија и парични награди. Целта на оваа манифестација, како што беше истакнато, е да го афирмира знаењето и училишниот успех, како и да им се оддаде јавна почит за постигнатиот успех на првенците на генерација. Тројановски нагласи, праксата покажува дека првенците на генерации скоро секогаш заземаат голема улога во креирањето на општествениот живот во државата, притоа заземајќи водечки улоги на градоначалник, директори, министри. Истото им го посака и на денешните матуранти, еден ден да го водат градот и државата. Има 25 наградени ученици првенци на генерација во средните училишта во градот Скопје. На овој начин сакаме да ги стимулираме учениците од средните училишта да што повеќе вложуваат во знаењето и за себе и за општеството. Воедно исто така сакаме да покажеме дека градот Скопје навистина обрнува внимание на образованието, меѓу другото, значи и со овие символични награди. Овие сигурно дека парите им бидат потребни на учениците за понатамошното нивно школување, а и како награда за сето она што до сега го направиле. Марко Наумовски од Средното медицинско училиште доктор Панче Караѓозов е еден од наградените најдобри матуранти, кој денеска зборуваше за своите успеси, а при тоа се заблагодари и за поддршката од градот за сите наставни и воннаставни активности. Оваа награда за мене представува уште еден успех во низата
веќе достигнати успеси кои ќе бидат поттик за понатамошни остварувања и понатамошни достигнувања во животот. Би ги издвоил најголемите, би почнал со третото место во Турција на интернационалниот надпревар по биологија. Следната година прво место на истиот тој надпревар по биологија, каде се представивме со теми обработувани како проекти. А моето најголемо достигнување за целиот овој период на школување е наградата 13 ноември на град Скопје за 2016 година за постигнати резултати на училишни и вонучилишни активности. Одбележан светскиот ден на крводарителството. За деталите малку подоцна во вестите. Под покровителство на град Скопје, а во организација и реализација на јавната установа Конгресен центар Александар Македонски. И ова лето во Скопје ќе се одржува манифестацијата Скопски летен ритам. Програмата е разновидна и богата и има за цел да генерира нова и стара публика преку квалитетна културно-уметничка програма, што е намената за граѓаните и туристите кои што во летниот период престојуваат во нашиот град. Во рамките на манифестацијата улични музичари и артисти и годинава се реализира проектот Скопски летен ритам на централното градско подрачје, односно на плоштадите Мајка Тереза, пред објектот на Македонската опера и балет, на плоштадот ВМРО, плоштадот Македонија и на плоштадот Богородица. Овој проект е под покровителство на град Скопје, а во организација и реализација на јавната установа Конгресен центар Александар Македонски. Проектот Скопски летен ритам се одржува на повеќе плоштади на централното градско подрачје и има за цел културно да ги заживее плоштадите преку урбаната култура, односно да се понуди културна содржина, која е достојна на една метропола. Програмата е разновидна и богата и има за цел да генерира нова и стара публика преку квалитетна културно-уметничка програма, што е намената за граѓаните и туристите, кои што во летниот период престојуваат во нашиот град. Под мотото "Не чекај да се случи несреќа, што може да сториш? Дарувај крв, дарувај сега, дарувај често". Денеска Црвениот крст на Македонија го одбележа 14 јуни светскиот ден на крводарителството. Црвениот крст организира 365 крводарителски акции годишно, од кои се собираат 55.000 крвни единици. Црвениот крст на Република Македонија денеска со поставување на штанд во центарот на градот пред спомен куќата на Мајка Тереза го одбележа 14 јуни, светскиот ден на крводарителството. На заинтересираните граѓани Институтот за трансфузиона медицина им ја одредуваше крвната група, додека на останатите им делеше информативен и едукативен материјал. Идејата за ваквото одбележување на светскиот ден на крводарителството е заеднички да се промовира дарувањето крв како еден чин кој е многу важен за функционирање на заедницата, каде треба да се даде поддршка на луѓето на кои тоа им е потребно. Мотото за одбележувањето на светскиот ден на крводарителството е "Не чекај да се случи несреќа, што може да сториш? Дарувај крв, дарувај сега, дарувај често". Црвениот крст на Република Македонија, Црвен крст на град Скопје традиционално се вклучува во одбележувањето на денот со неколку активности. Денешниот настан е една од нив. Инаку самиот ден, односно самиот настан, согласно препораките на Светската здравствена организација и Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина, се одбележува под мотото "Не чекајте да се случат несреќите, што може да се направи? Дарувај крв, дарувај сега, дарувај често", што всушност оди во насока на подготовка на населението и подигање на свесноста кај секој индивидуалец дека е важно да се дарува крв, дека е важно секогаш да има доволни количини резерви на крв и крвни продукти, со акцент на незгодите кои што за жал не можеме да ги предвидиме, не можеме да ги превенираме, меѓутоа откако ќе се случат секако можеме да ги ублажиме. Во текот на годината има 365 крводарителски акции, а повеќе од 18.000 луѓе даруваат крв. Секогаш успеваме да го реализираме оној план кој што го поставуваме на почетокот на годината, а тоа е да се соберат 55.000 крвни единици, додаваат од Црвениот крст. Сузана Тунева-Пауновска, секретар на Црвениот крст на град Скопје, нагласи дека како држава можеме да зборуваме за едно задоволително ниво на промоција на крводарителството, затоа што секојдневно се работи на подигнување на свеста на луѓето да ја даруваат оваа скапуцена течност. Во рамки на Црвениот крст на Република Македонија функционира и дневниот центар за крводарување, кој работи секој ден од 8 до 16 часот и преку него најмногу се работи на промоцијата на крводарителството.
Второто издание на Скопје Calling, кое започнува на 20 јуни, ќе го отвори американскиот состав TVR Corporation, а на 23 јуни спектакуларен настап се најавува на моментално светскиот диџеј број 1 Мартин Герикс. Влезниците по цена од 990 динари се пуштени во продажба од 15 мај преку продажната мрежа на купи карти за се низ цела Македонија, Југотон и онлайн. Американскиот електро-трип-хоп состав TVR Corporation на 20 јуни доаѓа во Скопје на отварањето на второто издание на фестивалот Скопје Calling 2017. Концертот ќе се одржи под отворено небо на стадионот на АРМ, а на сцената ќе се најде комплетниот состав на оваа најголема лајф атракција кој брои околу 20 музичари. Денис Илиовски од Авалон продукција денеска на пресконференција рече дека настојуваат да ги задоволат апетитите на публиката од сите генерации и со различна жанровска определба. Така и овој пат се одлучивме за бенд кој е маестрален во живо и можеби единствениот во светот кој со својот уникатен музички стил спојува повеќе музички жанрови со елементи на електронска музика, додаде Илиовски. На 20 направиме едно отварање на Скопје Calling фестивалот со еден бенд кој што долги години го должевме на македонската публика. Повозрастните знаат, еден успешен обид пред некои десетина година, але еве повторно TVR Corporation на 20 јуни во Скопје на задоволство на сите нас. Влезниците по цена од 990 динари се пуштени во продажба од 15 мај преку продажната мрежа на купи карти за се низ цела Македонија, Југотон и онлайн. Во рамките на фестивалот на 23 јуни настапува и 21 годишниот Мартин Герикс, кој не само што е светски диџеј број 1, туку со години наназад е дел од сите големи фестивалски сцени во светот. На денешната пресконференција од Авалон најавија вистински спектакл. Оваа година сепак имаме Мартин Гарис, го имаме диџеј број 1 во светот и тука мислам дека нема потреба што повеќе да се зборува. Со поддршка од општина Ѓорче Петров, во општината се одржа државен надпревар во латино-американски стандард танци во организација на танцовиот спортски клуб Бранимир и Бранкица. Викендов во општина Ѓорче Петров се одржа државен бодовен надпревар во латиноамерикански и стандард танци во организација на танцовиот спортски клуб Бранимир и Бранкица од Ѓорче Петров, кој е член на Танцовата спортска федерација на Македонија, која пак е член на Светската танцова федерација. Покрај надпреварувачите од Танцовиот спортски клуб Бранимир и Бранкица, на државниот надпревар учествуваат танчари од Динамик Куманово, Темпо Прилеп, Степап Битола, Прима Данца Скопје и Ритам Плюс Скопје. Танцовиот спортски клуб Бранимир и Бранкица кој минатата година прослави деценија од своето постоење, а работи во Ѓорче Петров е најтрофејниот клуб на ова надпреварување, со најмногу освоени први места во различни категории. Надпреварот беше поддржан и од општина Ѓорче Петров. 591 бездомно куче било заловено од страна на службата за хуман третман на бездомните животни при јавното предпријатие Комунална хигиена. Од нив 371 биле сместени во стационарот Вардариште, а 94 од овие кучиња биле вдомени. Службата за хуман третман на бездомните животни при јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје во периодот од 1 јануари до 31 мај годинава заловила вкупно 591 бездомно куче од улиците на градот Скопје. Од нив 371 било сместено во стационарот Вардариште, каде што од страна на ветеринарна екипа биле прочистени од внатрешни и надворешни паразити и стерилизирани, пошто биле обележани со ушна маркичка. Вкупно 94 од овие кучиња биле вдомени за време на својот престој во стационарот Вардариште. Останатите кучиња биле вратени на истата локација од каде што биле заловени. Видите, градот Скопје постојано или перманентно води грижа за кучињата скитници. Со тоа што стационарот во Вардариште го зголемивме скоро за двојно капацитетот на тој стационар, а воедно исто така многу ги подобривме условите за кучињата. Значи ги заловуваат на оние локации на кои што се движат кучињата или на повик на граѓаните или на сознанието од самата стручна служба. Потретира се, подразбира да кучињата кои што ќе бидат донесени во стационарот
им се зима крвта, се анализира крвта, се види дали се заболени од нешто, доколку имаат некоја болест и надедошно таа кој се манифестира, се згрижуваат, се лекуваат и откако ќе бидат излечени и тие се враќаат онаму кај што биле заловени, нормално со маркер на ставање на увото. Во истиот период, од вкупниот број заловени 126 биле еутанизирани, затоа што кај нив од страна на ветеринарната екипа била констатирана прекумерна агресивност или болест, односно дека тие би представувале опасност за безбедноста на граѓаните доколку бидат вратени на улиците. Утре без електрична енергија во периодот од 12:30 до 14 часот и 30 минути ќе остана целата патешка река Дражилово, Мелчиште, Ело, Нова Брезница, Јаволци, Ловиште, Јасен и Рудок во општина Сопиште. Еве и кои други општини ќе бидат без струја. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје известува дека утре без електрична енергија ќе останат делови од повеќе општини во градот Скопје. Во периодот од 6 часот и 30 минути до 10 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од село Миладиновци во реонот после каналот кон селото Текија во општина Илинден. Во периодот од 8 до 11 часот без струја ќе бидат корисниците лоцирани на улица Мишко Михајловски и дел од улицата Антон Попов во општина Киселавода. Во периодот од 9 до 13 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Букурешка во општина Карпош. Во периодот од 9 до 13 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Корушка, дел од Пролетерска, дел од Вангел Дину и дел од улицата Иван Цанкер во општина Ѓорче Петров. Од 9 до 10 часот и 30 минути струја ќе нема на улицата Наум Наумовски Борче околу бројот 63 во општина Центар. Позначителен влажен бран се очекува во сабота попладне, а за време на викендот ќе дува засилен северен ветер, а ќе има и значително намалување на дневната температура. Во продолжение, подетални информации за времето. Временската прогноза беше и последната содржина што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене, довидување.